Добар ден, почитувани гледачи, и добре дојдовте. Вие сте со вестите на Еден ТВ. На полноќ заврши изборната кампања за претседателските избори и за предвремените локални што ќе се одржат во општините Охрид, Дебар и Ново Село, и со тоа започна изборниот молк. Денеска, ден пред изборите, своето право на глас можат да го остварат 1640 лица во казнено-поправните домови и лица кои се во притвор, 7 внатрешно раселени лица, како и 3583 немокни и болни кои го побарале тоа од општинските изборни комисии. Внатрешно раселените лица гласаат во прифатилиштата каде што се сместени, болните и немокните лица во нивните домови, а избирачите кои на денот на гласањето се наоѓаат на издржување куќен притвор гласаат во местото каде што ја издржуваат мерката. Гласањето и денеска и утре на денот на изборите почнува во 7 изутрина и трае до 19 часот. Претседателските избори ќе се спроведуваат вкупно на 3480 избирачки места во 80 општини и градот Скопје, како и на 32 места во странство. Право на глас на овие избори имаат точно 1.808.131 граѓанин. Гласањето и денеска и утре подсетувам дека почнува во 7 изутрина и трае до 19 часот, кога се затвораат гласачките места и гласачките кутии. Вториот круг од изборите е закажан за 2 недели подоцна, односно на 5 мај. Во овие вести во живот ќе ги вклучиме и колешката Лепа Џундева, која што е во Државната изборна комисија, каде што се подготвува првата пресконференција која што треба да започне во секој момент со информациите кои што се до овој момент. Меѓутоа, веќе е подготвен и колегата Игор Стефановски, кој што во моментот е во затворот Идризово во Скопје, заедно со Боби Мојсовски, директорот на овој затвор, кој што ќе информира за тоа како тече таму гласањето. Подсетувам дека денеска гласаат затворениците, притворениците, болните и немокните лица и сите оние кои што се во диаспората на привремена работа или на привремен престој во странство, а побарале да гласаат во дипломатско-конзуларните представништва. Гласањето на затворениците, болните и диаспората се одвива тековно и без никакви проблеми. Тоа е информацијата која што до овој момент ја имаме од Државната изборна комисија. Сите гласачки места се навреме отворени, а изборниот материјал навреме бил доставен, соопштуваат од Државната изборна комисија денеска рано изутрина за медиумите. Освен во Соединетите Американски држави, поради временската разлика, сите гласачки места во амбасадите на Северна Македонија биле отворени точно навреме и гласањето се одвива непрекинато, појаснуваат од Државната изборна комисија. Она што го гледате на другиот дел од екранот, освен студиото на Еден ТВ за вести, е во живо Државната изборна комисија, каде што веќе гледате дека се подготвува пресконференцијата во која што ќе се вклучиме. Подсетувам дека повторно подоцна ќе се вклучиме и во затворот Идризово во Скопје. Таму колегата Игор Стефановски ќе разговара со Боби Мојсовски, директорот кој што ќе ни известува од таму. Во меѓувреме, додека ја очекуваме пресконференцијата на ДИК, ја гледаме портпаролката на Државната изборна комисија Љупка Гугучевска. Јас само ќе продолжам накратко со информациите. Во првиот круг од претседателските избори, победник може да биде кандидатот кој освоил мнозинство гласови од вкупниот број избирачи, односно 904.066 гласови. Според членот 81 од Уставот, доколку во првиот круг никој не го добие потребното мнозинство, во вториот круг одат двајцата кандидати што освоиле најмногу гласови во првиот круг. Вториот круг на гласање се одржува во рок од 14 дена од завршувањето на првиот круг на гласање, во случајов како што е закажан за 5 мај. За председател е избран кандидатот кој добил мнозинство од гласовите, доколку на гласачките места излегле повеќе од 40% од запишаните избирачи, односно 723.253 гласачи, што е предвидено со членот 121 став 3 од изборниот законник, доколку и во вториот круг ниту еден од двајцата кандидати не го добил потребниот број на гласови за да победи, тогаш се повторува изборната постапка. За председател инаку на Републиката подсетувам дека истото лице може да биде избрано најмалку 2 пати, односно во 2 мандати, како што беше досега и претходно случај. Председателот мора да биде државјанин на Република Македонија и на денот на изборите, односно на денот на гласањето, треба да има наполнето 40 години. Изборот на нов председател се врши во последните 60 дена од мандатот на претходниот. Веќе таму ја слушаме Љупка Гугучевска, портпаролката.
Сепак се уште очекуваме да почне пресконференцијата во ДИК, веројатно се уште течат подготовките таму технички за да се почне со извештајот. Треба да ни информираат за гласањето на затворениците, болните и дијаспората, кои што, како што велат, од изутрина почнало навреме и се одвива тековно без никакви проблеми. Ќе ги замолам колегите од режијата само да ме информираат дали е подготвен колегата Игор Стефановски, сепак да го вклучиме. Да, одиме во живо во затворот Идризово, каде што денеска меѓу другото, во другите затвори казнено-поправни домови во земјава се гласа, да слушнеме што се случува таму и потоа Игор секако ќе му се извиниш на соговорникот доколку почне пресконференцијата во ДИК да ги слушнеме таму, па повторно ќе се вратиме на вас. Повели со информациите. Благодарам, Джугуманово утринава тука во Скопскиот затвор сместен во Идризово. Своето гласачко право го искористиле жените затворенички овдека во избирачкото место каде што е сместено во Идризово. Но каква е излезноста до овој момент, односно допладне, во живо, директно ќе разговараме со директорот на казнено-поправната установа Боби Мојсовски. Добро ни дојдовте во вестите на 1ТВ. Каква е излезноста? Па добро, во Македонија имат право на глас 1640 затвореници, од кои 858 затвореници имаат право на глас во КПД Идризово и отвореното оделение во Велес. Во Велес имаме 41 затворени кои имаат право на глас, каде околу 90% е завршено гласањето, меѓутоа во затвор Идризово во моментов имаме преку 37% излезеност. Гласањето се одвива мирно, тековно, без никакви проблеми. Забележавме дека за време на гласањето дел од затворениците нема лични карти. Колку се издадени откако вие сте тука директор? Откако сум јас директор во оваа година, во 2 до 3 наврати по нивно барање доаѓаат од МВР и ние им издаваме лични карти, преку 160 лични карти имаат издадени, така да бројот на луѓе што немаат право на глас се сведен на милион во овој период, меѓутоа ипак овој затворски... Игор, ќе те замолам да направиме кратка пауза од разговорот овде доколку се слушаме. Сепак останете на линија, запамети го прашањето, повторно ќе го поставиш на соговорникот, да ги слушнеме во живо до сегашните информации од Државната изборна комисија, па ќе се слушнеме повторно со Игор. Кои се пријавиле и чии пријави се прифатени од Државната изборна комисија, имаат можност да го остварат своето гласачко право. Исклучок од ова се само гласачките места во Соединетите Американски држави и Канада, каде што гласањето ќе започне во 7 часот согласно временската зона на дипломатско-конзуларното представништво. На гласачките места во 13 казнено-поправни установи своето гласачко право денеска ќе може да го остварат 1640 гласачи. Сите гласачки места во казнено-поправните установи се отворени утрово во 7 часот и гласањето таму ќе трае до 19 часот. До овој момент гласањето тече без проблем. Во текот на денешниот ден, своето гласачко право во единствениот центар за внатрешно раселени лица ќе може да го остварат и 7 гласачи кои се водат како внатрешно раселени. Во текот на денешниот ден, избирачките одбори ќе го спроведат гласањето на лица кои се болни или немокни или во куќен притвор, а до општинските изборни комисии доставиле известувања со соодветна документација. Во своите домови гласачкото право ќе го остварат 3539 граѓани кои се пријавиле како болни или немокни, а 12 граѓани исто така кои се пријавиле како лица во куќен притвор. За прв пат гласаат и гласачи во 2 старечки дома овде во државата. Гласачките места се отворени и таму, а 71 гласачки имаат можност да гласаат на двете избирачки места. Постои изразен интерес и за наблюдување на овие избори од страна на домашни и странски организации и медиуми. Државната изборна комисија издаде акредитации за наблюдување на 3150 домашни, 419 странски наблюдувачи, 289 преведувачи и 20 странски новинари. Државната изборна комисија во пресрет на председателските избори 2019 година ја спроведе едукативната кампања Глас по глас, во чиј склоп го организираше и едукативниот караван кој посети 15 градови низ државата. На караванот беа поделени едукативни и информативни материјали за заинтересираните граѓани, кои содржат информации за начинот на остварување на избирачкото право, постапката за гласање, како и забраните на гласачките места. Ова е кампања од јавен интерес, па во таа насока изразуваме благодарност до медиумите кои ја поддржаа.
Во оваа прилика сакаме да ги потсетиме гласачите дека согласно изборниот законник и упатството на Државната изборна комисија, своите гласачки ливчиња треба да ги обележуваат со заокружување на редниот број пред кандидатот за кој што сакаат да гласаат со хемиско пенкало во сина боја. Активен за сите граѓани е и бесплатниот телефонски број 0800 555 444, на кој заинтересираните граѓани може да се јават и да постават прашање или да остават коментар за Државната изборна комисија, заедно со своите податоци за контакт, како би можеле да ги исконтактираме со соодветниот одговор. Новина која ја воведуваме во однос на комуникацијата со граѓаните е тоа што за граѓаните со оштетен слух и говор на денот на изборите активен ќе биде телефонскиот број 076 488 360, на кој преку видео повик ќе можат да постават прашање до Државната изборна комисија и да добијат одговор на македонски знаковен јазик. На сите граѓани на располагање им се интернет страницата на ДИК www.sec.mk, како и страниците на социјалните мрежи Facebook и Twitter и каналот на YouTube. Таму можете да најдете правовремени и точни информации поврзани со изборите. Mirë. Të nderuar përfaqësues të mediave, të nderuar të pranishëm, mirë se erdhët në preskonferencën e organizuar nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve dhe më lejoni që në emrin tim personal dhe në emër të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve t'ju uroj mirëseardhje në të njëjtën. Го слушаме истото тоа и на албански, информациите од Државната изборна комисија. Јас повторно ќе му се извинам на колегата Игор Стефановски, на неговиот соговорник господинот Боби Мојсовски, директорот на Казнено-поправниот дом, односно затворот Идризово, кој што зборуваше за тоа како тече гласањето досега. Игор, според информациите од портпаролката на ДИК, во вкупно 13 затвори се гласа во земјава, вкупно 1640 затвореници и 12 лица кои што се во куќен притвор. Знам дека имаш уште неколку прашања за нашиот соговорник, повели во приложение. Така, Джугуманова 817 право на глас има тука во Скопје, односно во затворот Идризово, а 215 се без правото на глас, бидејќи не се дел од избирачкиот список. Продолжуваме онома каде што застанавме, господине Мојсовски, и се извинувам што почекавте поради пресконференцијата на Државната изборна комисија. Што станува збор со оние затвореници кои што им се истечени личните карти? Рековте дека веќе сте издале неколку лични карти. Сакав да ве прашам, бидејќи го следевте претходно референдумот во 2018 година, дали тогаш и какви реакции имаше, каква е сега споредба? Во момент после референдумот уште во 2 наврати во соработка со управата за извршување санкции со МВР, одсек за лични карти, да сите затвореници кои имаат подпишано изјава дека сакаат да имаат нови лични карти или да им се продолжат личните карти, на трошок на ХП Дом Идризово се дадени лични карти. Сакам да напоменам, во тие 215 затвореници имаме тука во овој затвор имаме 87 затвореници со странско државјанство и имаме затвореници кои немаат регулиран статус на државјанство на Република Македонија. Дали искуството од претходно со референдумот, каде што и тогаш има исто така право на глас затворениците, односно за изјаснување на референдумското прашање, дали тогаш споредбено со сега, бидејќи толку време и во период сте од 1 година во прилика тука во Идризово, дали имаше некаков вид на инциденти? Не, и во време на спроведување на референдумот, исто до сега, до 12 часот, без никакви проблеми, во мирна атмосфера се одвива гласањето. Очекувате ли дека изборите ќе поминат во фер демократска атмосфера? Да, се надеваме и верувам не само кај нас во ХП Дом Идризово, но и утре во цела територија на Република Северна Македонија изборите ќе поминат во фер демократски атмосфера. Ви благодарам, господине Мојсовски, за одвореното време во вестите на 1ТВ. Джугуманова, тоа беше директорот на Казнено-поправната установа Боби Мојсовски од Идризово. Тука да напоменам дека имаат 817 притвореници, односно затвореници, право на гласа, веќе утринава околу 50 жени го искористија своето гласачко право за претседателските избори 2019 година. Ти благодарам колегата Игор Стефановски, директорот на Казнено-поправниот дом и затворот Идризово, со информации за тоа како тече досега гласањето. Ја слушнавме и пресконференцијата на ДИК, прва во овие избори, со информациите од тоа што се случува до овој момент.
Би додала само дека нема поголеми забелешки и отворени навреме гласачки места и без никакви инциденти до овој момент. Граѓаните денеска на денот на одржувањето на првиот круг од председателските избори 2019 и предвремените избори за градоначалник на општините Охрид, Дебар и Ново село ќе можат да пријават повреда на избирачкото право на бесплатната телефонска линија 0800 54321 во функција од 7 изутрина до 19 часот во канцеларијата на Народниот правобранител. Отворени за граѓаните ќе бидат сите 7 канцеларии на Народниот правобранител во Скопје, Битола, Кичево, Куманово, Струмица, во Тетово и во Штип. Покрај лично во канцелариите, како и на бесплатната линија, граѓаните ќе можат за заштита на своите права да се јават и на неколку телефонски броеви. Народниот правобранител правата на граѓаните ќе ги заштити со преземање итни мерки за ефективно постапување на надлежните органи во изборниот процес, но и другите институции кои се должни да им обезбедат заштита на нивните загарантирани права. Канцеларијата пак на Хелсиншкиот комитет за човекови права утре во текот на целиот ден ќе биде отворена со цел да им овозможи на граѓаните да пријават повреда на избирачкото право за време на председателските избори. Граѓаните ќе можат да ги поднесат пријавите наведувајќи ги своите лични податоци или анонимно. Комитетот ги охрабрува сите граѓани кои сметаат дека нивното избирачко право е повредено да го пријават случајот во канцеларијата на комитетот, кој се наоѓа на улица Наум Наумовски Борче, број 83 во Скопје. Доколку граѓаните не се во можност да дојдат до нашите простории, случаите на повреда на избирачкото право можат да го пријават и преку телефонскиот број 02 3119 073. Покрај личното и телефонското пријавување, овозможена е и пријава преку e-пошта на helcom@mhc.org.mk. Пријавите преку e-пошта треба да содржат кратко образложение за настанатата повреда, локација, изборна единица и број на гласачко место и време на настанување на повредата на избирачкото право. Сите пријави ќе бидат дополнително истражени со цел да се верификува нивната веродостојност, а тајноста и неповредливоста на личните податоци се загарантирани од страна на Хелсиншкиот комитет и тие нема да бидат објавени без претходна дозвола од страна на граѓаните што ја пријавиле повредата. Изборната оценка пак за председателските избори ќе ја дадат вкупно 240 наблюдувачи на меѓународната наблюдувачка мисија за изборите ОПСЕ ОДИХР. Тие ќе бидат распоредени рамномерно на секаде низ државата со цел да се овозможи репрезентативен и непристрасен примерок, вели шефицата на мисијата Корин Јонкер. Мисијата се состои од различни групи на наблюдувачи, краткорочни, испратени од земјите членки на ОПСЕ, и тие се најголемата група што е составена од 150 наблюдувачи. Ќе се приклучат и две парламентарни собранија, она на ОПСЕ и она на Советот на Европа со вкупно 60 наблюдувачи. Присутен е и главниот тим од експерти и долгорочни наблюдувачи. Јонкер ги повикува кандидатите и политичките партии да ја известат мисијата доколку во текот на изборниот ден се појават конкретни проблеми. Накусо неколку информации од областа на економијата, според податоците на Државниот завод за статистика, просечната месечна исплатена нето плата по вработен во февруари годинава во однос на февруари лани пораснала за 4,5% и изнесува 24.192 денари. Синдикатот пак измери дека минималната потрошувачка кошничка во месец март поскапела за 430 денари и сега изнесува 32.852 денари. Доколку во семејството има двајца вработени, ако примаат минимална плата, ќе им недостигаат околу 100 евра за задоволување на основните потреби за месецот. Последниот извештај на Централната банка пак регистрира раст на депозитите и кредитите, а тој изнесува 11,1, односно 9%. Потрошувачките кредити биле позастапени во март, кај кредитите одобрени за физички лица, и тие забележале месечен скок од 1,2%, а на годишно ниво растот е 10,9%. 1,2% бележи раст кај стамбените кредити и автомобилските кредити според Народната банка во месец март пораснале за 2,3% на месечно ниво. Минатиот месец пак кредитите кај корпоративниот сектор скокнале за 0,3%.
Десетици државјани на Косово, меѓу кои и жени и деца кои се наоѓале во областите офатени со војна во Сирија, се вратија во Косово. Во Египет се одржува референдум за продолжување на мандатот на председателот. Француската влада мобилизира 60.000 полицајци од целата земја поради протестите на жолти телеци. Преминуваме на вестите од светот. Десетици државјани на Косово, меѓу кои жени и деца кои се наоѓале во областите опфатени со војна во Сирија, се вратија во Косово. Голем број припадници на полицијата беа забележени на аеродромот, како и возила на брза помош и други превозни средства. Американскиот председател Доналд Трамп пред неколку недели ги повика европските држави да ги вратат и да им судат на своите граѓани кои учествувале во војната во Сирија на страната на терористичката организација наречена Исламска држава. Повеќе од 400 косовски државјани се проценува дека заминале во Сирија во изминатите 6 до 7 години, за да војуваат на страната на исламските екстремисти. Над 70 од нив се убиени, додека голем број жени и деца останале и натаму во војните зони. Се уште постои загриженост дека Велика Британија би можела да ја напушти Европската Унија без договор, предупреди председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер. Тој побара од Лондон да го искористи 6-месечното одложување на Брекзит за разработка на деталите околу своето излегување од Унијата. Тој појаснува дека иако одложување на Брекзит до 30 октомври не нуди премногу јасност во тој поглед, Велика Британија треба паметно да го искористи тој период. Договорот за Брекзит, за кој преговараше британската премиерка со Европската Унија, во 3 наврати беше одбиен во британскиот парламент. Од денеска до 22 април, египтјаните со право на глас ке можат на референдум да гласаат за амандманите за продолжување на мандатот на председателот Абдел Фатах ал-Сиси. Одлуката за распишување на референдум е донесена по гласањето во египетскиот парламент, каде со големо мнозинство се поддржаа низа уставни амандмани, меѓу кои продолжување на председателскиот мандат. Уставот од 2014 година ограничува на 2 последни мандати во траење од по 4 години. Со предложените промени се овозможува продолжување на вториот мандат на ал-Сиси од 4 на 6 година. Тогаш председателот што би му овозможило да остане на власт до 2030 година. Француската влада мобилизираше 60.000 полицајци од целата земја поради протестите на жолтите елеци. Париската полиција предупреди дека нема да дозволи протести во близина на авенијата Шанзелизе и Нотр-Дам. Според последните анкети, мнозинството французи го поддржуваат движењето на жолтите елеци, но помалку од претходната година. Француските медиуми објавија дека кај демонстрантите има негодување и поради високите суми кои се дадоа за обнова на катедралата. Кога сме веќе кај Париската катедрала Нотр-Дам, обновата да ги заштити универзалните вредности на тоа место, но тоа не значи дека мора да биде реконструирана како што беше соопштуваат од делегацијата на УНЕСКО по синокешната средба одржана со францускиот председател Емануел Макрон. Представниците на УНЕСКО искажале подготвеност да помогнат во обновата на Нотр-Дам, посебно со давање техничка експертиза. Генералната директорка на УНЕСКО Одри Азуле изјави дека мора да се почитува интегритетот и автентичноста на тој споменик, бидејќи е дел од светското културно наследство. УНЕСКО формално го признава правото на секоја генерација да учествува во наследството на човештвото, меѓу другото и преку прилагодување на природните и историските процеси на промени и трансформации и новите можности кои ги нуди напредната технологија, се посочува во соопштението по средбата. А најмалите жители на Нотр-Дам го преживеа катастрофалниот пожар што го уништи најголемиот дел од покривот на катедралата. Околу 200.000 пчели што живееле на покривот првично биле сметани за исчезнати во пожарот. Европските пчели, за разлика од другите видови, остануваат во кошницата откако ќе ја почувствуваат опасноста, го чуваат медот и работат за да ја заштитат својата кралица. Високите температури би представувале најголем ризик, но господин Жеан, пчеларот на катедралата, објаснува дека чадот едноставно ги заспал. Наместо да ги убија, јаглерод диоксидот ги прави пијани и ги тера да спијат, изјавува тој. Сместувањето на пчелите на покривот било дел од иницијативата за зголемување на бројот на пчелите во Париз. Детали пред крајот на вестите од колегата Славчо Поповски. Во текот на следната недела земјава ќе биде под влијание на силно југозападно воздушно струење кое ќе услови значително лоши биометеоуслови.
Особено врз метеопатите, временските услови ќе значат значителни здравствени проблеми. Особено ќе се зголемат условите за појава на главоболка, болки во коските, по време на нервоза, несоница, како и тежина во главата и снагата. Силното југозападно воздушно струење од Сахара кон европскиот континент ќе донесе прашина и песок, што се однесува пак до времето, особено во текот на ноќта понеделник кон вторник, како и во текот на целиот ден вторник има повремени локални врнежи од дожд. Поради веќе споменатото струење од среда па натаму се очекува значителен пораст на температурите кои речиси на секаде ќе се искачат на повеќе од 20 степени. Во најтоплите делови од државава пак ќе достигнат и повеќе од 25 степени. Секако ова ќе биде проследено и со ветер кој ќе дува од југоисточен правец, повремено засилен. Тоа беше се во овие вести. Ви благодарам за вниманието. Се гледаме подоцна.